Meri.dema и вели поради интензивно вежбање со цел да намалам 2 килограми, си го зголемив волуменот на нозете и покачев 3 килограми. Како е можно тоа и дали се работи за мускулна маса покачена? Мери, затоа што претпоставувам не се работи за долг период на вежбање интензивно од типот година, година и пол, 100% дека не се работи за мускулна маса и ова е класичен пример на девојки кои што силуваат да можеби за лето намалат доволно килограми за да изгледаат во ред и сметаат дека колку повеќе трошат калории, вежбаат и пешачат и кратат на јадење ќе го направат тој ефект, но тоа не функционира така во телото. Целата филозофија е дека повеќето од вас, особено девојките, слабењето го поврзувате со многу физичка активност, а со при тоа кратење на калории. Најчесто тоа изгледа ќе вежбам, ама во текот на денот ќе гледам да јадам нешто лесно, од типот ќе се јадам овошја, поише салати, ќе избегавам калорична храна, мислејќи дека на тој начин ќе ослабнете повеќе и побрзо, но дефинитивно еве твојот пример покажува дека тоа не е така и дека се случува контраефект од причина што тоа што ти ќе се храниш со овошје и зеленчук не значи дека го задоволуваш телото и неговите потреби. Значи далеку си од доволната количина на протеин, далеку си од доволната количина на масти и во тој случај метаболизмот напротив се забавува, зашто ќе зборуваме малку подоцна и се смета дека кога имаш калориски дефицит многу повеќе од тоа што да речеме ако ти треба калориски дефицит од 300 калории, а ти одиш со 600, 700, 800 во текот на денот, тоа значи дека сериозно ќе го забавиш метаболизмот. Има научни студии кои што велат дека за 23% ќе го забавиш метаболизмот и многу брзо може да ти се случи оној контраефект на дури покачување на килажа. Затоа не се оптеретувај, ти вежбај се интензивно, но среди ја исхраната. Моментот на многу вежбање и при тоа кратење на калории и осиромашување на исхраната ќе ти донесе многу голем контраефект, не само во покачана килажа и фрустрација, туку може да донесе оштета на коски, може да донесе слабокрвност, може да донесе намалување на имунитет. Затоа добар појадок и редовност на оброци е нешто што константно го зборувам, бидејќи единствено на таков начин, барем за мене, ова го зборувам за мене, постигнувам да го задоволам телото со хранливите потреби, односно вредности кои што ги бара и со калориските потреби.